Општина Газибаба оваа година започна со еден нов проект согласно програмата за локален економски развој во соработка со Занечиската комора на градот Скопје. Оваа година започнавме со реализација на проектот поддршка на занаечиите кои што функционираат на територија на општина Газибаба. Во програмата за локален економски развој предвидени беа средства во висина од 300.000 денари. Објавивме јавен повик каде што има можност да аплицираат сите занаечии кои што се на територија на општина Газибаба за да добијат одредена поддршка од наша страна. Општината заедно со Занечиската комора на градот Скопје формира комисија и 5 од пријавените беа избрани и денеска им доделуваме решенија за финансиски средства кои што ќе можат да ги користат за поддршка на нивното секојдневно работење. Значи некаде секој од овие компании некаде во висина од околу 60.000 денари ќе добие поддршка. Тие средства ќе бидат наменети за подобрување на условите за работа, за подобрување на се она опрема што треба да се набави нели како ресурс за секојдневните активности и верувам дека со овој проект воедно да напоменам дека и секоја година ќе го реализираме. Верувам дека ќе придонесеме за да се олесни нивниот начин на функционирање и воедно да мотивираме и во иднина и младите да оние кои што имаат интерес и имаат одредено знаење да си отпочнат собствен бизнис во делот на занечиството. Ова е впрочем една од мерките со кои што сакаме да потикнеме и поддршка за отварање на собствени бизниси кај младите, особено за оние занаечиски дејности кои што навистина денеска на пазарот се барани. Како председател на Занечиската комора на Скопје, горд сум на една локална самоуправа која најде храброст и смисол за развој на занечиството на низината територија. Само вака, со ваква работа ние можеме да го развиеме занечиството на територија на цело Скопје. Апелирам, по примерот на Газибаба, на сите градоначалници да почнат да се грижат за развојот на занечиството на својата територија која ќе ја покрива. Мислам дека без развиено занечиство ние не можеме да имаме никакво стопанство.